Председателе, почитуван заменик министер, почитувана македонска јавност, денеска на дневен ред стигнува законот за градење од пакетот на закони кои што стигна овде со злоупотреба на европското знаменце. Изборуваме за злоупотребата на европското знаменце. Во предлогот за измени и дополнување на законот за градење напишале како начела на овој закон се економичност и ефикасност. Внимавајте, ова го зборувам за македонската јавност. Со овој закон, со измените и дополнувањето на овој закон, не се применуваат постапка за одобрување на идеен проект, не се применуваат одредбите за издавање на одобрение за градба, не се применуваат услови за започнување со изградба, не се применуваат одредбите кои се однесуваат на измени во тек на изградба, не се применуваат одредби кои се однесуваат на прибележување и предбележување на градбата во јавна книга на недвижности, не се применуваат одредбите за рок на изградба, не се применуваат одредбите за формирање на одлагалиште на земјиште, не се применуваат одредбите за дислокација на далековод, трафостаница, нафтовод, гасовод. Внимавајте, не се применуваат одредбите за дислокација и на магистрален гасовод. Почитувани колеги од мнозинството, дали се сеќавате кога последен пат овде во собранието оваа влада имаше предлог на закон за градење? Заменик министер, се сеќавате? Ноември 2021. Се сеќавате добро? Која беше измената? Со закон за градење, модуларни болници за вршење на здравствена дејност. Се сеќавате што се случи? 14 луѓе живи не изгореа во таква модуларна болница. Од оваа говорница говоревте, не го менувајте законот за градење, не ги заобиколувајте процедурите. Да, тогаш вие предвидовте дека согласно за модуларна болница треба да издава Министерството за здравство. Последиците, за жал, ги видовме какви беа. Живи луѓе не изгореа затоа што не ги почитувавте законот за градба. Дали се сеќавате кои принципи и начела беа и тогаш споменати во законот? Се сеќавате? За македонската јавност, истите, економичност и ефикасност. И ќе ја подсетам целата македонска јавност да ги слушне говорите и аргументите на владата кога се менуваше законот за градење со кој се предвидуваше поставување на модуларни болници со скратени постапки кои што не ги исполнуваат условите. Ги знаете последиците сите, ги знаат последиците целата македонска јавност и видовме дека крив ни беше кабелот. Сега станува збор за огромна капитална инвестиција. Кого ќе обвинувате тогаш, заменик министер? Дали повторно некој продолжен кабел ќе ни биде одговорен за вашите грешки? Дали повторно кабелот ќе е одговорен за непочитувањето на процедурите во собранието? Дали повторно кабелот ќе биде одговорен за злоупотребите на европското знаменце? Дали кабелот ќе биде одговорен за тоа што ги суспендирате сите овие постапки? Дали кабелот ќе биде одговорен за последиците кои што ќе ги трпат работниците кои што ќе треба да работат до 72 часа? И тоа на екстремни временски услови. Еднаш ви се случи тоа. И секој би рекол дека од грешките една одговорна влада ќе научи лекција. Меѓутоа, што научи владата на СДСМ и ДУИ? Научи дополнително како да го компрометира целиот процес и целата постапка. И на апелите од опозицијата, на апелите од нас, на апелите од стручната јавност, наместо да се свестат, наместо да се одвратат од намерите, ја ќе ве подсетам дека најпрвин овде овие предлог закони пристигнаа подпишани токму од колеги пратеници, па потоа имавме несмасни пресконференции на неизбраниот премиер во кој што тој кажуваше дека овие предлог закони се предлог на пратеници, за на крајот да стигнат како предлог од владата, внимавајте добро, со злоупотребено европско знаменце. И тоа не завршува овде и не станува збор само за изградбата на коридорите 8 и 10Д. Погледнете го законот за урбанистичко планирање и законот за градење за кој што говорам сега. Стратешки инвестициони проекти во законот пишуваше дека ќе бидат
и може да бидат државни патишта и гасоводи. Меѓутоа, со овие закони не државни патишта и гасоводи, туку градби од јавен интерес може да бидат прогласени за стратешки инвестициони проекти, ако така намисли владата. Замислете, за некој месец од сега можеме да имаме инвеститори кои ќе градат стамбен комплекс и ќе бидат прогласени за стратешки инвестициони проекти. Можеме да имаме забавни паркови кои што ќе бидат прогласени за стратешки инвестициони проекти. Може да бидат трговски центри кои ќе бидат прогласени за стратешки инвестициони проекти. А основните стратешки инвестициони проекти, а тоа се државните патишта и гасоводи, дури гледаме дека се суспендираат одредбите за нивна дислокација. Она што треба да биде стратешки проект со овој предлог на закон во Македонија, а тоа се гасоводите и магистралните гасоводи, можат да бидат дислоцирани без никаква мака ако се наоѓаат на патниот коридор од мајцата на Артан Груби. Затоа што практично и никој не знае каде поминува, никој не знае трасата, немаме урбанистички планирања, само Артан Груби и неговата мајца знаат каде ќе поминува овој патен коридор. Дополнително тоа што го суспендирате законот за градење, укажува дека немате никаква одговорност и тоа немате одговорност кон вашите граѓани. Ве подсетив на случајот со последната измена на законот за градење, ве подсетив кога Министерството за здравство не убедувавте дека може да дава дозволи за градба, видовме како заврши тоа огромна трагедија која што предизвикува згрозување кај секој еден во Македонија. А сега тоа го однесовте на друго ниво. Ниту Министерството за здравство, ниту Министерството за транспорт, ниту никој. Ги суспендиравте институциите затоа што за модуларните болници ја скративте, ја осакативте постапката, а за изградбата на овој важен и стратешки проект вие ги повлековте институциите и ги укинавте одредбите кои што треба да се применуваат и постапките кои што треба да се применуваат. И сега како влада ќе им го објасните на граѓаните причината за постоење на закон за градење? Затоа што државата и законодавецот кога донесува закони секогаш мора да ги аргументира зошто постојат законите и законите секогаш треба да постојат за интерес на граѓаните. Законот секогаш треба да го штити јавниот интерес. И сложените постапки за добивање на дозволи за градба и сложените процедури секогаш треба да бидат аргументирани со заштита на јавниот интерес. И како сега објаснувате дека токму тие процедури кои што треба да ги водат органите на извршната власт кои вие ги представувате се спротивни на принципите на економичност и се спротивни на принципите на ефикасност? Дали тоа значи дека сега државата сама за себе нема да ги применува одредбите, а тие ќе останат да важат за сите други? Што значи тоа? Тоа значи дека наспроти сите укажувања, наспроти сите убедувања од опозицијата, вие останувате глуви на апелите кои ги упатуваме. И тоа укажува само на еден аргумент, дека позади договорите, позади овие предлог закони, стојат лукративните интереси на вашата партиска елита, стојат лукративните интереси на елитата во СДСМ, стојат лукративни интереси на екипата во ДУИ, кои што работат само за интересите на тесна клика околу луѓето кои што се на власт. Еднаш имавме траурни последици од ваква измена на законот за градење, за втор пат не сакам ни да помислам за какви последици ќе стане збор. Меѓутоа, ова го говориме за јавноста, нека јавноста гледа, нека јавноста суди, можеби можете да избегате од судовите кои што се под ваше влијание, нема да можете да избегате од судот на јавноста. Ви благодарам.